кампањата. Пред некој ден го прославивме 7-миот роден ден. На нашите советнички листи имаме 777 советници. Почитувани сограѓани, одговорен сум и должен да ви ги нагласам нашите главни заложби. Пред се, зелени скопски општини и здрав живот во зелен град Скопје. Потоа, зелена економија и зелени работни места, пред се во градот Скопје, социјална правда и еднакви можности за сите. Пред се мисли, се разбира на жените и мажите, и најпосле, а не помалку важно, со оглед дека живееме во една мултикултурна, мултиконфесионална и мултиетничка средина, многу е важно, можеби најважна е толеранцијата, ненасилството, разумот и соработката. За тоа да се оствари, ве поканувам да го заокружите бројот 80, со тоа ќе ја заокружите сопствената судбина и судбината на нашите мили деца и нашите идни поколенија. Ви благодарам. Кои ќе бидат нашите главни заложби на овие избори? Пред се, оспоставување на градски архитект, оспоставување на зелен катастар, зголемување на површината на зеленило по глава на жител и секако воведувањето на зелената зона. Тоа се главните проекти на кои што ќе работиме во наредниот 4-годишен период. Тоа е дел од она што сакаме да го постигнеме за Скопје, а тоа е за окружување на концептуалната рамка за Скопје зелен град. Мислам дека треба да помогнеме особено за нашите генерации, за нашиот подмладок, за нашите деца, да живеат токму во вакви некои појаси и уште поубави од овие, да може да ги пуштиме да слободно дишат, да ги пуштиме да живеат онака како што можеби сме живеели и ние пред да се случи ова претерана урбанизација, претерано градење. Јас живеам сега на падините на Водно и гледам секогаш кога погледнувам нагоре, ги гледам сите оние грдни згради и размислувам дали ќе можеме барем еве сега со ова нова зелена советничка листа да застанеме на крај на сето тоа урбано ширење на сите оние наши бели дробови како што е заштитената зона на Водно или ако сакате заштитената зона во Газибава. Дали ќе застанеме и на сечењето на дрвцата кои што се непланско, дали ќе го воспоставиме она за што зборуваме со Лилија и со колегите од партијата дека за секое пресечено дрво ќе засадиме 3 дрвца. Тоа се веројатно мотивите заради кои што сите ние сме тука, да знаеме за што работиме и зошто се собираме, да знаеме дека тоа е за нашето обично живење. Не за некакви високи политички цели, туку за живењето на Република Македонија, за живењето на градот Скопје, за живењето на сите наши општини. Кажете им дека не гласаат за никаква посебна политичка партија, гласаат за зеленото, гласаат за зелената опција, она што е за сите нас битно, гласаат за себе си, за своите деца, за своите внуци. Пратите дека политиката не е ништо друго, освен грижење грижа за блиските, грижа за граѓаните, грижа за заедничко добро. Откако ќе разбереме дека навистина политиката е само тоа, мислам дека ќе не приметите, ќе не забележите демократската обнова на Македонија е навистина поразлична од сите други политички партии и сметам дека нашето делување, барем за момент, ќе ве замисли да размислите зошто е тоа така. Едноставни цели: здрав живот, здраво потомство, здрава храна, здрава економија, зелена економија, како сакате. Мислам дека сме живееме во едно време во кое што овие работи треба да ни бидат приоритет. Локалните избори не се ништо друго, освен повторно ќе нагласам грижа за граѓаните. Без вас, оваа советничка листа не ќе може да ги оствари овие цели. Ве замолувам наискрено да размислите и да го заокружите бројот 80. Ветуваме дека ќе направиме се да ги оствариме овие цели кои што ги имаме зацртано. Благодарам. Значи, она што сметам и што ветуваме секако дека советниците од дом секогаш ќе се залагаат за здравствена екологија. Значи, за здравјето и унапредување на здравјето на нашите сограѓани. Што би представувало тоа? Да, економски развој, да, стопанство, меѓутоа со следење на најновите еколошки стандарди. Секако и подршка на малите и средните предпријатија да може да ги спроведуваат тие еколошки стандарди, сообраќајни решенија во нашиот град. Значи, накратко би кажала, веруваме дека во Скопје може слободно да се дише. Заокружете го бројот 80. Така со заедни притврства, за да се покажеме, го градиме ние ден за ден, дури со години, подобрија дел од себе си.
Но потоа неочекувано, како лута зима, доаѓа вистината и останува да виси во воздух уште малку, призрачна, таа наша лична зграда. Но доцна е да си измислуваме наново. Та затоа спасиме Боже од болните луѓе што се накажани, да не се криви. Нивната злоба, умерено судија, самите од неја, одвај се живи. Тие се мислат повикани да водат, како Мојсие и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат со себе ситни пороци. Дај Господе, што помалку очите да им ги бодам, штом тие лева ќе фатат, ние десно да одиме. Се во што го правиме е всушност со една крајна цел, да дадеме поголем глас и поголема сила на зеленото. Да дадеме, се ова го правиме за појак глас на зеленото во Скопските совети, во Македонските совети. Затоа што потребна е критична маса на советници со зелена идеологија, кои здраво, искрено ќе се борат за здрав живот, за поинаков урбанизам, за поинакво однесување, поинакво уредување околу нас, за да може на вистина тоа и да се случи. Таа критична маса сакаме да ја направиме на овие избори. Само за ваша информација, Дом излезе со 43 советнички листи низ цела Македонија. Токму тоа и го најавував пред неколку месеци, кога почнувавме со лобирање за наши зелени советнички листи, и тоа успеавме. Кажа, имаме 43 општински организации, очекуваме толку советнички листи. Тоа што го зацртавме, го постигнавме, и ова е прекрасна можност за промоција, посилна промоција на зелената програма и зелената опција, затоа што навистина е потребна. Таа е комплементарна со другите опции и таа е нешто што е неопходно, затоа што одредени партии, нели, кои се големи субјекти, се занимаваат со некои така наречени големи текови во политиката. Меѓутоа, еве, ние сметаме дека и овие така наречени мали текови во политиката, како што е екологијата, здравието, здрав живот, здрава храна, се страшно важни. И затоа ние овие божем заборавени и божем маргинализирани и небитни прашања ги вадиме на површина, ги осветлуваме целосно, им даваме значење, ги вметнуваме во политички рамки и го менуваме начинот на живот на луѓето. Тоа е нашата цел и затоа сме овде. Фала ви за поддршката.